вистинската утеха бараја само во Бога. Слугата. Се што можам да посакам и да замислам за својата утеха, не очекувам овде, туку во иднината. Кога би ги имал сите утехи на овој свет, кога би ги уживал сите негови милини, сигурно е дека тоа не би траело долго. И така, моја душо, целосна утеха и чиста радост можеш да најдеш само во Бога, кој ги теши сиромашните и ги заштитува понижените. Чекај малку. Почекај го божественото ветување и ќе ги имаш на небото сите добра во изобилие. Ако премногу жилно ги бараш минливите добра, ќе ги изгубиш вечните и небеските добра. Сегашните употребувај ги, а вечните посакувај ги. Никакви минливи добра не можат да те заситат, бидејќи тие не се создадени за да уживаш во нив. И кога би ги имала сите добра на овој свет, ти не би можела да бидеш ни среќна, ни задоволна. Во Бога кој се создал, во Него е твоето блаженство и сета твоја среќа. Не среќата каква што ја замислуваат и ја фалат безумните љубители на овој свет, туку онаа што ја очекуваат вистинските следбеници на Исус Христос и која понекогаш ја предчувствуваат оние што се духовни и со чисто срце, чија татковина е на небото. Секоја човечка утеха е празна и малку трае. Вистинската и сладка утеха е онаа што вистината ни ја дава однатре. Побожниот човек секаде со себе го носи својот утешител Исус и му говори: Господи Исусе, биди ми напомош на секое место и во секое време. Тоа нека ми биде утеха. Да сакам со задоволство да се лишам од секоја човечка утеха. Ако ја немам ни Твојата утеха, тогаш Твојата волја и ова искушение нека ми бидат утеха над сите други. Зашто Ти не се гневиш еднакво, ниту довека се срдиш.